Оваа година ја посветив на моето семејство, најмногу на мојот син, затоа што имав време да ги споделам овие месеци каде што тој навистина веќе почува да разговара со нас, почна и да пее, и навистина ми е мило што имав време и го искористив навистина паметно кога спиеше тој. Јас читав книги, се едуцирав, учев за мојот факултет и го искористив паметно. Навистина немав момент каде што ми е досадно, си вежбав во природа и нормално зедовме титула со мојата студијата на мис карантин на светот, така да за мене беше позитивно во сето таа негативно што ми се случуваше. Да, јас бев долго време во депресија затоа што нормално тешко е да се соочиш со сето тоа и само тој што поминува или поминал знае како е. Не прифаќав јас совети од никого затоа што сум по природа тврдоглава и си одам така како што јас ќе зацртам. Но до еден момент каде што самата на себе си реков, ако не станеш ти, нема тоа никој да го направи за тебе. Се запиша во теретана и тука почна моето, да кажам, тука дојде мојот спокој и таму си наоѓав мир и почнав нормално да функционирам. Па како да кажам, заврши кога нешто не може да оди, туркаш додека можеш и кога веќе не можеш, тогаш ставаш крај на тоа, така да моја препорака е секој да го прави тоа што е добро, пред се добро за децата, затоа што дете треба да расте во една здрава средина и да е среќно и насмеано. Ако некој вика живеам со некого поради детето, тоа е грешка, затоа што тоа само немаат храброст да направат чекор и тогаш се вадат на таа карта. Ако нешто е лошо, тогаш направи го најдоброто за своето дете, направи чекор и доколку си добар и доколку мислиш дека си немаш грешка во тој брак, тогаш немој да се плашиш за тоа што Господ секогаш ќе биде со тебе. Па се сеќавам кога баш го шетав Давид кога беше бебе, ме праша една млада девојка и како е да си млада мајка, јас си кажав па исто како да ми е другарче, ете така. Си го пресовлекуваш, си играш со него, навистина е забавно и едноставно јас уживам во тоа и тоа е целта на животот и според мене неубавото чувство што може некогаш да го доживее некој. Не би кажала дека е тешко затоа што и сепак не сум сама. Мојата мајка, мојот брат, моите родители се со мене и навистина ми помагаат максимално. На сета љубов и се што правам поради него и навистина заедно се радуваме на моите успеси и нема побаво чувство да споделиш нешто со своето дете или тој да те прегарне после некој успех. Па, заљубена сум во мојот син. Често пати тоа знам да го кажам затоа што кога него го гледам и постојано му се воодушевувам секој ден и тоа ми е најголема љубов и моментално сум фокусирана на таа страна. Други некои врски и такви работи не ме интересираат искрено и работа и немам ниту време да размислувам. Искрено, Инстаграм животот знае да биде и доста, да кажам, нападен, затоа што има секакви луѓе. Пред се има машки кои што пишуваат секакви работи, што е веќе нормално, тоа веќе се знае, но има исто и луѓе кои што знаат да те опседнат и не можеш да престанеш да имаш баш случај каде што женска особа се опседна со мене и на цела моја фамилија и на мене, не пишуваше и секакви закани. Значи, навистина има тој свет е многу, затоа што немаат храброст. Денес многу ретко кој може да дојде да ти каже дека има некаков проблем со тебе, туку ја го користат тоа да се кријат позади профили и тоа се заврши така што ја спријавив и беше опомената таа личност. Така да знае да носи и лоши некои ситуации, но спремна сум и на негативните работи, затоа што оваа работа нема само позитивни страни. Па лично не дека имам време, но има луѓе, има некои девојчиња кои што сакаат да ме запознаат. Гледам да одвојам време за некој да мотивирам некого или нешто кога можам паметно да направам. Често знаат мајки кои што се имаат 2-3 деца и сега немаат време за теретана, вежби за дома да им кажам. Но вистина знам да помогнам секогаш, гледам да му се најдам на некој кога можам. Но
Ете, да кажам, тие добри пораки често знаат да ми кажат жените, многу ми помогна со некој твој интервју, со некоја твоја реченица или мисла, затоа што имуваат некој тежок период со кој што се сочувствуваат заедно со мене. Кина, пред 5-6 години, тоа секогаш ќе ми остане некој посебно сеќавање, затоа што се навистина некој посебен народ и тоа ми е станало, да кажам така. Примаме некои избори надвора, нормално, малку бевме спречени од ковид ситуацијата, но еве последно бевме во Белград, донесовме прво лице Балкана и навистина се радувам што и во оваа ситуација можеме да направиме некој успех. Имаме и следно, имаме Турција, сме во преговори нормално. Ќе видиме што како, но нема, јас сум амбициозна и секогаш има нешто ново кај мене. Мислам дека е време да се занимавам и со нешто, да кажам сега посериозно и да, мене маркетинг многу ме влече, уште во моето средно, кога учев економско ми беше омилен предмет, така да, сакам да се посветам и на тоа, но се со ред. И се што сакаш можеш да постигнеш, важно е само да сакаш.